Добро вечер, топ тема на ваша страна. Измешани реакции, брза процедура. Владата го усвои и препрати до собранието, а парламентарниот спикер веќе го стави во процедура договорот за ратификација на договорот за решение на проблемот со името. Во меѓувреме на протестите синоќа инциденти по кои 26 мина се приведени, од нив 5 мина малолетници, дополнително 7 мина припадници на полицијата повредени. Како ќе се соочат аргументите за и против, дали првичните протести и инциденти од вчера вечер се можеби и најава за помасовна радикализација или пак ситуацијата ќе се смири. Уште едно воредно Breaking News издание на топ тема на ваша страна, во која следиме топ темата деновиве, а тоа е договорот за решение на спорот со името. И вечерва мои гости на оваа тема се Артан Груби, пратеник од ДУИ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Хари Локвенец, пратеник од Социјалдемократскиот сојуз. Добро вечер и добре дојдовте. Планот ова да биде соочување на представници на водечките парламентарни партии околу нивните аргументи за и против законот и процедурата која што ќе се случува веќе од утре во собранието се изјавови. Бидејќи ВМРО ДПМН одлучија да не испратат свој представник за дебатата и покрај митингот вчера на кој порачаа дека со сите демократски средства ќе го бранат недонесувањето според нив на овој закон. Но, благодарам за гостите кои што се вечерва тука и за почеток сублимат на она што се случуваше вчера во собранието, но и проверка каква е вечерва ситуацијата таму. Пред собранието е Миомир Серафиновиќ. Миомир, дали се слушаме? Миомир, според она што можам да го видам, вечерва пред собранието е мирно, но така спонтани беа и вчерашните протести. Кои се најавите за вечерва? Според она што можат и нашите гледачи да го видат, значи главната улица, улицата 11 октомври пред собранието е проводна. Се одвива сообраќај пред неа, има големо полициско присуство и од регуларната полиција, од единиците за брзо распредување во околината на собранието. Тука се и 50 представници на Сдруженијето Природба кои повеќе од месец и пол овде во шатор во паркот Жена Борец протестираат и против промената на уставното име Република Македонија. Нема никакви, да кажеме, знаци, не мириса ништо на нови инциденти како што се случува вчера. Меѓутоа, колку да потсетам, и вчера во ова време беше слична ситуацијата, таа ескалираше некаде околу 21 часот. Полицијата ги следи објавите на Facebook, на социјалните мрежи, преку кои главно се одвива организирањето на протестните манифестации овде пред собранието. Вела дека ги следат, но немаат официјална информација дали нешто ќе се случува, односно дали некој ќе протестира. Од Сдруженијето Природба, како што кажав, кои се тука веќе повеќе од месец и половина во шатор во паркот Жена Борец, вела дека тие уредно ги пријавиле своите протестни активности, уредно се пријавени во полицијата за делот во паркот, односно и за обидот за блокирање на улицата 11 октомври пред собранието. Од друга страна пак од МВР велат дека нема официјални најави и пријави за организирање на протест вечерва. Боби? Миомир, сепак она што се случуваше синоќа со оглед на бројноста, можеме да кажеме дека имаме релативно црн биланс, 7 повредени полицајци, 26 мина приведени, од кои што 5 мина се малолетници. Кое е официјалното образложение и кои се официјалните коментари од страна на МВР? МВР го соопшти билансот од вчерашните инциденти. Соопшти дека станува збор за дел од демонстрантите кои биле овде пред собранието, кои главно биле маскирани со фантомки. Официјалната бројка на приведени 26 мина приведени, од кои 5 мина биле малолетни, а повредени се 7 граѓани. Значи 7 учесници во протестот биле повредени при полициската интервенција. Од полициските редови вкупно 10 припадници на полицијата се биле повредени.
има и друга материјална штета овде во централното градско подрачје на Скопје, меѓутоа не е некој поголем обем, иако неколку угостителски објекти биле нападнати од групите во фантомки. Затоа предлагам да ја чуеме изјавата на Тони Ангеловски, портпаролот на МВР. Дел од демонстрантите, од кои голем дел беа маскирани, ја турнаа заштитната ограда и почнаа да фрлаат со камења, пиротехнички средства и други предмети кон полицијата, обидувајќи се да влезат насилно во зградата на Собранието на Република Македонија. Со цел да се спречи понатамошно нарушување на јавниот ред и мир и да се спречи насилен упад во Собранието, полицијата презеде соодветни мерки и активности. Приведени се 26 лица, а повредени се 10 полицајци. По околу 21 часот и 30 минути, дел од оваа група, околу 50-тина, во група се упатила кон плоштад Македонија, каде што влегла во неколку угостителски објекти и го искршили инвентарот и предизвикале паника и страв кај гостите. Исто така, во близина на хотелот Holiday Inn опожарено е едно патничко моторно возило. Министерството за внатрешни работи потенцира дека го поддржува правото на мирен протест. Но сакаме да нагласиме, нема да дозволиме употреба на сила врз полициските службеници. Нема да дозволиме насилен влез во институциите и било какво нарушување на јавниот ред и мир. Во зависност од ситуацијата на теренот, полициските службеници прават проценка и соодветно се реагира, се со цел да се обезбеди да се спречи понатамошно нарушување на јавниот ред и мир. Поби ова беше изјавата на портпаролот на МВР, кој тврди, кој опишува, ја правда вчерашната одлука на полицијата да употреби солзавец и шок бомби овде пред Собранието. Од друга страна, опозиционата ВМРО ДПМН доцна попладнево изрази сомнеж во официјалната верзија на настаните која лиферуваше МВР, а од ВМРО ДПМН тврдат дека вчерашните насилства билеисценирани и се сценарио на власта за да се насочи вниманието кон наводни насилни демонстрации против промената на името, иако според нив тоа не е така. Тука предлагам да ја слушаме изјавата на Димовски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Власта свесно предизвика нереди, инциденти и потоа уште еднаш ја злоупотреби македонската полиција. Колатерална штета се недолжни граѓани, возрастни луѓе, новинари, жени, за жал и мали деца. Повторно видовме слики, бевме сведоци како власта удира по својот собствен народ. Целта е граѓаните да се дисциплинираат, исплашат и дистанцираат. Зоран Заев да се прикаже за конструктивен фактор, додека сите други кои се противат на неговото капитулантско дело за радикален елемент и на тој начин да бидат деградирани. Полициската употреба на солзавец и на шок бомби овде пред Собранието за време на вчерашните инцидентни протести беше критикувани од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права, кои преку своје соопштение наведуваат дека се забележува прекумерна употреба на химиски средства од страна на полицијата кон граѓаните кои протестират, а согласно законот за полицијата, употреба на средства за присилба мора да биде соодветна и пропорционална, што во дадената ситуација, се мисли на вчера, се доведува во прашање, затоа што помеѓу граѓаните што протестирале имало присутни повозрастни лица и деца. Хелсиншкиот комитет најавува дека писмено ќе се обрати до внатрешната контрола на МВР, ќе бара да се утврди дали навистина било неопходно да се употребат хемиски средства како солзавец и шок бомби за растерување на вчерашните протести. Исто така од ЗНМ и од Агенцијата за медиуми беа осудени и нападите врз медиумските работници кои се случија тука вчера од дел од агресивните демонстранти. Боби? Миомир, остануваш пред Собранието, доколку има нови детали, те очекуваме во текот на вечерашната топ тема на ваша страна.
Само да напоменам дека освен снимките кои што ги видовте во текот на евувањето на колегата Миомир, кои што беа регистрирани од камерата на телевизија Телма синоќа, беа емитувани и снимки од безбедносните камери кои што доцна попладнево ги лиферуваше Министерството за внатрешни работи. Миомир, ти благодарам. Те очекувам со нови јавувања доколку за тоа има потреба. Се враќаме на моите гости. Хари Локвенец, пратеник на СДСМ, Артан Груби, пратеник на ДУИ. Уште едно подсетување, ВМРО ДПМН не испрати свој представник. Локвенец и Груби, првична оценка за инцидентите вчера и протестите генерално. Пред да преминеме на она што ќе имам подпрашање за она што лично ви се случи. Личното е помалку важно. Прво, во однос на вчерашниот ден. Вчерашниот ден беше исклучителен ден за Република Македонија и за сите граѓани во Република Македонија. Вчерашниот ден беше ден на храброста во која што раководството на моменталното, на сегашното парламентарно мнозинство, нормално во корелација со раководството од другата страна, ја покажа и храброста, меѓутоа и визионерството, и мојкта да ја види иднината и да ја проектира иднината, да трасира патот за вистинската права, квалитетна иднина за граѓаните на Република Македонија и граѓаните на целиот овој регион. Меѓутоа, очигледно е дека сите не мислат така, има противници, протестира, протестите ескалира. Со оглед на масовноста, ова е малку лош биланс, 7 повредени полицајци, 7 повредени граѓани, 26 мина приведени, меѓу кои и малолетници. Оценка од Хелсиншкиот комитет дека имало прекумерна употреба на сила, со што полицијата не се согласува. Сепак едно големо раздвижување и контрадикторни изјави за еден прилично мал собер услов. Одговорот на вашето прашање јас го почнав и според важноста, ама и терминолошки според часовникот. Прво беше потпишувањето на договорот, после другото. И ќе ви одговорам и за него. Храброста која ја покажа ова водство е поврзана со исклучително чувствително прашање. И јас се сложувам дека станува збор за такво прашање. Меѓутоа, лошата страна во ова празно столче овде вечерва е тоа што чувствителното прашање, кое се провлекува децении назад и кое ја проектира иднината, не само нам, нашата иднина, туку и на нашите деца и следните поколенија, е во моментов прашање кое се користи за злоупотреба. И со дезинформации, и со погрешно насочување на мислите на граѓаните, посебно кога зборуваме за емоциите. Свесни сте и самите дека кога имаме емоции, тие се најлесни за манипулација и со нив можеме најлесно да се играме. Баш заради тоа, очекувањето не само од опозицијата, од сите политички и интелектуални фактори во оваа држава, очекувањата се за максимално сериозен пристап кон ова прашање, зашто станува збор за нешто со кое што за наш влог во иднината и на државата, меѓутоа и на идните генерации. Сосема кратко, што се случи вчера во вашиот дом? Бевте воздржани, денеска во реакциите, се плашите или? Самото доаѓање вечерва во вашата емисија, во вашата телевизија, го покажува мојот однос и целосно кон ова прашање, меѓутоа и кон синоќешниот настан. Се случи несреќни луѓе да направат безумен чин за кој сум убеден дека ќе се каат во иднина. Ама ова не е време за обвинување. Ако ме прашате што се случи вчера, јас слободно покрај настанот на потпишувањето на договорот можам да ви кажам дека мојот сосед е херојот на денот во Република Македонија. Зошто? Мојот сосед кој ја покажа граѓанската одговорност, ја покажа бестрашноста против насилието, против грубиот однос, против насилниците. И тоа е причината што не се предизвика катастрофа на паркингот пред зградата во која живеам јас. Ајде да објасните сосема на кратко, бидејќи ова не се случи катастрофа пред паркингот, звучи многу страшно за оние што не се упатени, а имаше многу малку детали. Живеам во Прилеп, во зграда со 3 влеза, пред која има паркинг со 3-40 возила на истиот паркинг. Знаете и самите, најавен паркинг пред зграда, возилата се паркирани едно до друго. Ако едното возило се запали и изгори во целост, тоа подразбира експлозија, која
после тоа би се пренесла и на сите останати возила. Како е спречено? Тоа не се случи заради одговорниот и бестрашен однос на еден мој сосед кој би сакал да го акцентирам. Би сакал да го акцентирам не со име и презиме, зашто не е важно. Безимените херои се исклучително важни во ова време и тоа се всушност новите стандарди кои во Република Македонија никој со сила не ги наметнува. Тој гаснеше или ве предупредуваше да не губиме многу време на ова, и ме бидејќи предупреди и гаснеше и сите заедно соседите успеавме да го локализираме пожарот и покрај тоа што беше исклучително кратко времето на реакција, многу брзо дојде и полицијата и противпожарната екипа, меѓутоа соседот, иницирајќи го вниманието на сите останати соседи, успеавме сите заедно да го локализираме пожарот и да ја спречиме големата катастрофа која можеше да се случи. Благодарам. Груби, измешани се чувствата, различни се реакциите, веќе почнаа и протестите. Ваша оценка кон што ќе се движи сето ова, особено почнувајќи веќе од утре, кога законот влегува во собраниска процедура? Благодарам. Прво ќе ми дозволите да започнам со концептот на емисијата. Знаете, денешното ВМРО правеше разлика од вчерашното ВМРО за тоа што учествуваше на дебатите и прифаќаше да биде дел од соочување на аргументите на дебатни емисии на сите телевизии. И ова, ако не се лажаме, прв пат откако се промени тој однос и се надевам дека не значи и враќање на старото ВМРО, на старото мнење со кое што се дојде до сите тој проблеми и промената во врвот на ВМРО. Па вие добро ги познавате, бевте партнери долго време. Затоа велам, ние сме партнери со граѓаните на Република Македонија, посебно со албанската заедница која што гласа и секогаш не предодредува за победници во албанскиот политички блок и ние не си ги бираме партнерите, тој ги бираат нели гласачите со кои што владееме, но поентата беше дека се надевам денешното ВМРО нема се врати по стапките на старото ВМРО со неучество на дебати и со стапките кои што ги видовме пред 27 април и се надевам дека всушност ова ново раководство ќе биде доста свесно за моментот и значајноста на текот на настаните. Врз основа на во врска со протестите, сметам дека неприкосновено апсолутно право на граѓаните да протестираат, но тоа мора да го направат на мирен и достоинствен начин, а не тоа што го видовме вчера, затоа што некој ако протестира за своето уставно име, не треба да се маскира. Зошто се маскира од срамот на бранењето на своето уставно име? И да се појави пред собранието на Република Македонија и да фрла факели и да ја напаѓа полицијата и другите граѓани кои што се таму, тогаш тоа значи дека личноста, повеќето од нив, како што слушнав од прилогот, биле со маски на главата. Тогаш тие отишле со намена да направат проблем и да испровоцираат инцидент. Што бара руско знаме на протести за одбрана на уставното име на Република Македонија? Што бараат лидери на маргинални политички партии да се качуваат по хермелини, по полициски возила? Се ми личи на едно испланирано сценарио за да се испровоцира реакција на полицијата и да се креира тоа јавно мнење како што започна вчера со сликите на Северина или со слики на друга жена која што била тепана во Белград или некаде во Србија и се прекажува дека всушност е производ од вчерашните протести. Се во ова изгледа многу планирано, детално и се надевам дека не беше дел од обуката што партијата на господинот со руското знаме ја имаше пред известно време, пред месец дена, од одредени структури кои што не ја сакат едината на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Што очекувате во следните денови, особено што од утре веќе почнува процедура? Денеска владата на седницата што се одржа го усвои законот за ратификација на договорот помеѓу Македонија и Грција и сметам дека во текот на денот веќе е доставен до собранието на Република Македонија за поправка. Мислам дека се уште не е закажана седницата, пленарната седница за поправка. Јас ќе ве поправам за утре во 11 часот според службено соопштение на државната агенција која што се повикува на информација на председателот Талат Џафери. За утре во 11 часот е закажана седницата, пленарната седница на која што треба да се утврди потребата од донесувањето на овој закон. За поправка, ние сме пратеници 20 и добиваме порака на телефонот кога имаме закажана седница и се појавува и на веб страницата на собранието, но без разлика. Значи, се уште не сме добиле ни ја, ни Хари покана за утрешната седница, која е утре.
но тоа е најмалку битно во овој момент, техникали. Поентата е дека законот кој што е тука пред мене, веќе усвоен на владата на Република Македонија и е на пат на доаѓање до собранието со сите детали кои што треба да ги содржи тој закон. Ке видиме дали е предлог законот поднесен по редовна, по скратена или по итна постапка. Дознавме од соопштението на владата дека законот има европско знаменце, со тоа значи ќе мора и Комисијата за европски прашања да го разгледува, затоа што според деловникот не може на пленарна седница да се разгледува било кој закон ако тој не поминал на Комисијата за европски прашања, се состои а има европско знаменце. Сега оваа скратена постапка, вие сте добри познавачи на деловникот, добри практичари, некогаш и помалку ако се вратиме на некои закони, може би и да не употребам некој лош израз. Виртуоз. Да, добро, некои велат би го крстиле тоа вашите противници манипулација или шверцување на закони, меѓутоа не се тука, па еве ќе ги оставиме тие ставови. Но за граѓаните кои што не се упатени во сите овие процедури, подготвивме еден преглед што значи донесувањето на законите по една или по друга процедура и краток сублимат на сите денешни ставови, за да можеме детално во ваше присуство и со ваши коментари конкретно да ги аргументираме. Договорот за името стигна во парламентот. Утре предпладне пратениците ќе ја почнат расправата за потребата од негова ратификација. Председателот на собранието Талат Џафери ја закажа седницата откако денеска се сретнали со координаторите на пратеничките групи, вклучувајќи и опозицијата. Очекува до петок договорот да биде ратификуван. Предлог законот што предпладнево го усвои владата го достави со европско знаменце, што беше пресудно по изгласувањето на потребата расправата да се пресели во Комисијата за европски прашања, чиј председател е Артан Груби, а не во Комисијата за надворешни работи со која председава Антонио Милошовски и која е матична за ратификации билатерални договори. Владата го разгледа и усвои предлог законот за ратификација на конечната спогодба за решавање на разликата како што е опишана во резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации 817 и 845, престанување на времената спогодба од 1995 година и воспоставување на стратешко партнерство помеѓу страните на предлог на Министерството за надворешни работи. Предлог законот за ратификација ќе биде доставен до собранието со европско знаме. Милошовски реагираше дека во Европа не постои парламент каде што се прескокнува ова работно тело за да се ратификува билатерален или меѓународен договор. Со ова, вели, владата ја злоупотребува својата позиција за да ја протурка ратификацијата во парламентот со што помалку расправа. Кога еднаш ќе се прекрши правило, не е изненадување што истото се прави и повтор пат. Ова беше направено со законот за јазици, а безобразно се прави и сега, иако Комисијата за надворешни работи е матично тело. Џабе имаме деловник за работа кога тој постојано се крши. Груби денеска два пати ги избегна новинарите, одбивајќи да одговори зошто предлогот ќе се разгледува во неговата комисија и дали можеби и овде ќе се обиде да ја одбегне расправата како што го стори тоа со законот за јазици. По член 60 став 4 од собранискиот деловник се вели дека работното тело на кое се разгледуваат одредени прашања го определува председателот на собранието. Токму тоа беше и одговорот на координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев на истото прашање. Нема дилеми. Матичното работно тело го одредува председателот на собранието врз основа на доставениот предлог закон во согласно со одредбите на деловникот. Европското знаменце сепак го обврзува Талат Џафери матично тело за овој закон да биде Комисијата за европски прашања. Откако ќе биде изгласана потребата од донесување на предлог законот, расправата се сели во собраниската комисија. Членот 169 од деловникот пак ја уредува постапката за ратификација на меѓународни договори. По него стои дека расправата за овие договори се одвива како и за законите по итна постапка. Пратеник, член на работно тело, може да говори повеќе пати по 20 минути, а координатор на пратеничка група по 30 минути, но расправата може да трае најмногу 3 дена. На собраниската седница пак не се одржува општ претрес. Второто и третото читање се на иста седница. Второто читање започнува со претрес по предлог законот и тука не важат временските ограничувања од овој деловник. Собранието може да побара од матичното работно тело и законодавно-правната комисија да се изјаснат по амандманите поднесени по завршувањето на нивните седници. Откако ќе завршат комисиите со работа, законот повторно се враќа на пленарна седница,
а гласањето ќе биде со просто мнозинство од 61 пратеник. Поддршка на владата ќе дадат сите партии на албанците, вклучително и тие кои се во опозиција. Сметаме дека ова прашање беше време да се реши, иако е осетливо, секако може би емотивно за нашите граѓани, но некако треба да си надминеме себе си и да одиме напред во нашиот економски развој и интегратиските процеси. Го поздравуваме актот на подпишување на договорот меѓу двете влади за надминување на разликите околу името. Ова е во склоп на нашиот став Македонија да биде членка на НАТО и подоцна и членка на Европската Унија. Што се однесува до следните постапки, ние ќе гласаме во собрание за ратификација на договорот и ќе повикаме на излезност на евентуален референдум за ова прашање. ВМРО ДПМН веќе се изјаснија дека нема да го поддржат договорот. Ратификацијата во парламентот е услов што треба да го исполнат македонските власти за потоа грчката страна да ги извести ЕУ и НАТО дека е надмината најголемата пречка за продолжување на интеграцијскиот процес на Македонија. Во овој случај важно е тоа да се случи пред почетокот на самитот на Европскиот совет на крајот на овој месец, со оглед на очекувањата нашата земја да добие датум за почеток на преговорите со ЕУ. По ратификацијата договорот треба да биде испратен до председателот Иванов, кој има рок од 7 дена да го потпише, доколку го употреби правото на вето како што најави. Договорот повторно оди во собраниска процедура. Ето, така стојат одредбите и расположението во собранието, нешто што подсетува на веќе видена ситуација, односно донесувањето на законот за употреба на јазиците. Груби, од каде европско знаменце сега на оваа спогодба? Значи, европското знаменце одлучува да го стави на еден предлог закон владата на Република Македонија, произлегува од националната програма на владата на Република Македонија за усогласување на нашето законодавство со европското законодавство и овој договор, овој закон за ратификација на договорот помеѓу Македонија и Грција е дел од НПА, како што беа дел и законот за јазиците кој што го спомнувате, како што се дел и другите закони со кои што со некои вршиме усогласување и со некои утврдуваме, исполнуваме политички критериуми каде што спаѓа овој конкретен предлог закон за зачленување на Македонија во Европската Унија. Ако некој се уште има дилеми зашто има европско знаменце овој закон, тогаш нека ги види снимките од Преспа, каде што господинот Хан и господинот Могерини стојат до господинот Заев и до господинот Ципрас, како и Кодзијас и Димитров и сите други таму. Тоа е политичка димензија, не е правна димензија. Вие имате политички критериуми. Политички критериуми, меѓутоа не сте ги напишале во деловникот. Член 135, прецизен, став 4. Кога предлог закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската Унија. Во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската Унија со пол назив, број и датум. Точно. Со предлогот на закон се поднесува и изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер, да не читам се, јасно наведување на правниот акт на Европската Унија со кој што се врши усогласувањето. Образложението содржи објаснување на содржината на одредбите и така натаму и така натаму. Пливате во погрешна река. Зашто ви велам политички критериум. Не правиме усогласување. Со што усогласуваме ние спогодба за името? Кажете ми, кој во Европска... Само да ви кажам. Истото ве прашувам, бидејќи во собранискиот деловник прецизно е регулирано што кој закон треба да содржи европско знаменце. Значи, ние усогласуваме и hard law и soft law, како би се превело, и меко и тврдо законодавство со Европската Унија. Ама тоа е интерпретација која што не е преточена во деловникот. Тоа е пракса. И тоа сме го правеле веќе години наназад. Например, да ви кажам друг пример. Законот за јазиците е политички критериум. Исполнувањето на Охридскиот рамковен договор е дел од сите извештаи за напредокот на Република Македонија и барање на заокружување на нормативниот дел. Дали е тоа усогласување со било кое право на Европската Унија? Не, но исполнување на политички критериум за зачленување. Договорот со Бугарија
кажете ми, со кој дел го усогласуваме со Европската Унија, но е политички критериум. Истото е и со спогодбата со помеѓу Македонија и Грција. Исполнуваме политички критериум и го ставаме како дел од НПА, затоа што без исполнување на овој политички критериум не добиваме ниту датум за Европската Унија, да забравиме па и НАТО или било кои други процедури поврзани со нашиот од кон Европската Унија. Зошто тогаш не го објаснивме? Добро, тоа е интерпретација која што вие може да ја толкувате колку сакате, меѓутоа сте пропуштиле да ја наведете во членот 135. Деловникот има многу недоречености, но во деловникот член 79, ако може да погледнете, ако го имате пред себе, ја не го носам деловникот со мене, но ги одредува надлежностите на Комисијата за европски прашања, која што вели дека ги разгледува сите прашања кои што се во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија со членство во Европската Унија. Ако прашањето со името не е дел од тие критериуми, тогаш не знам што друго би било. Тогаш зашто ние одиме во цел овој вициозен круг веќе 25-27 години, ако тоа не било политички критериум за зачленување во Европската Унија. Без разлика на тој дел, сметам дека не е најспорниот момент во европското знаменце. Добро. Не, бидејќи ги споменувате надлежностите и тука веќе не е спорно, веќе сте на терен запишан во деловникот, а не на слободни интерпретации. Точно е, тука е, еве таа одредба од надлежностите на Комисијата за европски прашања, да не ја цитираме. Меѓутоа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 главни надлежности на Комисијата за европски прашања. Разгледување други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во Европската Унија. Има и уште една друга, според мене побитна, но еве вие на последната се повикувате. Но еве ги надлежностите на Комисијата за надворешни работи. Ги има исто толку некаде 12 мина. Ратификација на меѓународни договори. Оваа точка ја нема никаде. Како ќе се одбегне Комисијата за надворешна политика? Тогаш да ви објаснам. Значи, скоро сите ратификации, кои што беа дел од националната програма за усогласување на нашето законодавство со европското, биле разгледувани и на Комисијата за надворешни прашања и на Комисијата за европски прашања. Пред неколку месеци разгледувавме билатерален договор со Босна кој што беше дел од националната програма. Исто така, нели, со европско знаменце. Имало многу билатерални договори кои што поминали низ двете комисии со европско знаменце. Никој во ниту еден момент не му брани ниту на господинот Милошовски, ниту на Комисијата за надворешни прашања да свика седница и да го разгледува предлог законот за ратификација на договорот. Но имате член 46 каде што вели член 60, исто така од деловникот кој што се однесуваат на надлежностите на председателот, кој што вели тој го определува работното тело надлежно за разгледување на одделни прашања поднесени до собранието. Член 60 став 4, господинот Тала Џафери го прима законот, да поедноставиме, од страна на владата се архивира, па оди до председателот. Председателот има 3 дена да го разгледува дали е во согласност нели со процедурите, со деловникот, со уставот. Го враќа ако не е. Ако е, го дистрибуира до пратениците и закажува седница. Председателот според член 60 став 4 од деловникот предодредува кој е матичното тело во согласност со тоа како му дошол предлогот од страна на предлагачот. Овластен предлагач има право и да го врати точно, ако има редоследности во текстот на законот. Предлагачот во овој момент цени дека во согласно со некои комуникации што предлагачот ги има и со Европската Унија, да го предложи со европско знаменце, што не значи дека не може да се гледа и во КНП, Комисија за надворешни прашања, и во Комисија за европски прашања. Тоа ќе треба да го прашате господинот Антонио Милошовски дали ќе свика. Јас ќе свикам, да. Јас ќе свикам комисија затоа што сум господинот Тала Џафери го определи како единствено тело вашата комисија. Тоа е хипотетичко, но ако се деси тоа, тогаш како заинтересирано тело повторно може господинот Милошовски да свика седници и да се ги искаже своите ставови било на КЕП, на Комисија за европски прашања, било на Комисија за надворешни прашања. После тоа, крајна инстанца е законодавна правната комисија. Ајде да ве прашаме двајцата. Дали сето ова се должи на она основна интерпретација во јавноста? Основната интерпретација во јавноста е дека секој Жежо Костен
за да помине побрзо низ собранието, а ова е врзано со рокови за да стигне до Советот на министри, му се става европско знаме, бидејќи во вашата комисија има скратени рокови за дебата за разлика од другите комисии, односно во овој случај да се избегне господинот Антонио Милошевски, заседа дојде кај господинот се извинува Артан Груби, кој што видовме на законот за јазици, знае многу убаво да отвори расправа, да затвори расправа, има, нема амандмани, 3 дена ништо не се случува, на што има незаконско во тоа? Кажете ми го моментот кој што беше незаконски. Нема ништо ниту незаконски, ниту неделовнички. Отварате, затварате, во меѓувреме 3 дена. Што беше неделовнички во тоа? Можете да кажете не е демократски, можете да кажете не е етички, можете да кажете не е морално, но што е неделовничко или незаконско во тоа што е направено? Како не возвржувам? Разговараме 3 дена за еден амандман. Не може да си ги усогласуваме, да си ги усогласиме ставовите за еден амандман. И 2 дена молчите. Какви се процедурите? Значи, скратена постапка, во Комисијата за европски прашања дебатата трае 2 дена. По редовна постапка дебатата трае 3 дена. Роковите се скратени само на пленарна, комисијска. На пленарна, сите 42 пратеници на ВМРО ДПМН можат да се изборуваат, да си одржат говор за 10 минути и да си ги кажат своите ставови по ова прашање. Ајде, бидејќи столчево е празно и за двајцата истото прашање, кое што веројатно ќе го поставија и ќе можевте повеќе да одговорам на претходно, ако може. Господине Христов, овде не е прашањето дали Комисијата за европски прашања во собранието ги вади жешките костења или се обидува собранието, парламентарното мнозинство да протни низ таа комисија. Што апсолутно не е точно. Значи, апсолутно не е точно. Овде е друго клучното прашање, кое вие во самото прашање го дадовте одговорот. Овде е прашање обструкцијата. Сами кажавте дека нештата се поврзани со рокови. Ајде да ја вратиме темата еден чекор поназад. Што представува ова ратификација? За каков чекор станува збор? За катаклизмичен? За некаква одлука која нема поправка? За некаква одлука каде не се прашуваат граѓаните на Република Македонија? Сите тоа веројатно тоа е дел од вашата аргументација. Не. Аргументацијата на ВМРО ДПМН е дека токму овој закон е национална катастрофа за македонската држава. Вториот став е дека ратификацијата се шверцува со вакво толкување на законот, повторно преку комисијата на свесни за цајкнотот во кој се најдуваме како држава. Како држава, не како партија, не како владеачко мнозинство. Некој се обидува преку обструкција да се избегни оваа моментална шанса, ова е можност на целата нација, на сите граѓани, на нашата држава. Шанса да го фатиме возот кој ни бега години, децении наназад. Ние со оваа ратификација му даваме можност на граѓаните на Република Македонија да одлучат на референдумот. Ако не ја направиме оваа ратификација во рок од 10 дена, ја губиме таа можност. И се пропаѓа во вода, ја губиме на неодредено време. Нашите инсистирање и целиот наш ангажман, покажам преку храброста на лидерството. Ама Хари, да ти помогнам малце со аргументацијата. Што стана со Тиранската платформа? Чиста злоупотреба. Што стана со двојачисност на целата територија на Република Македонија? Каде? Значи, пак се враќаме во тој кругот на председател. Пак се враќаме во тој кругот на пропагандата од страна на ВМРО ДПМН и ние разговараме околу brainwashing, како се перење на мозок на граѓаните на Република Македонија и тоа станува тема. Марта, станува за чувствително прашање. Тоа е многу битно и премногу чувствително прашање кое што во моментот предизвика многу делби. Вие не е тајна дека имате формирано и работни групи, договарате закони, сите закони, голем дел од законите со ВМРО ДПМН ги усогласувате. Зошто за оваа процедура не седнавте и да се договорите? Бидејќи е реално утре или уште вечерва после, не знам, дали има седница или ако има на координација или седница на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, некој да излезе и во сите овие
празнини што признавте дека постојат во деловникот, Постојат. различни Господине интерпретации. Христоф, нели вие Никој да ве симптоматично обвини- неприсуството вечерва или празното столче овде? Па добро, не сум им Шансата адвокат, ја јас само даваме, се шансата обидувам да ги ја даваме цело да време. ги доловам различните Инклузивноста, перцепции во неформално, јавноста. суштински се обидуваме да ја покажеме. Најсуптилните прашања од типот на контрола на прислушувањето, на реорганизација и реформа на тајните служби, од сето она кое е поврзано со правосудството. Што ни е нам потребно? Нам ни е потребна стабилноста преку формата на Европска Унија и НАТО, алијансата, членство во нив, во истите, и нам ни е потребна сигурноста во правниот систем. Во сите, буквално во сите фази сме ги консултирале, и сме правеле отстапки. Никогаш не сме оделе со силата со аргументите на силата. Ама буквално. И сега пазете, во момент кога ние треба да ја зграпчиме последната најголема шанса за оваа држава, нам ни се појавуваат обструкции. Во моменти кога немаме време, нештото последен месец нема да важи. Потребно е сега и одма да донесиме одлука за да им дадеме шанса да го кажат своето мислење граѓаните на Република Македонија. Добро, имало обиде за комуникација овие денови, како ќе се Имаше тера оваа лидерска средба, процедура? имаше средба на господинот Заев и господинот Димитров, која што траеше 2 минути, срамна средба со господинот Иванов, каде што одби да ги слушне или да ги чуе нивните аргументи за презентација на тоа што е договорено, а што се преговара веќе скоро 3 децени. Да го нагласам, ако може, ставот на Хари претходно. Со ратификацијата на договорот не се менува уставното име на Република Македонија. Ние сепак ќе одиме на референдум. Сепак на тој референдум граѓаните ќе го кажат својот став и согласно резултатите на тој референдум ние отпосле ќе одлучиме како ќе продолжиме понатаму со уставните измени. Значи, во овој момент, овој договор ни е потребен да добиеме датум за отпочеток на преговори со Европската Унија на самитот од 25 до 29 во Брисел и покана за членство во НАТО на 12. Самитот на Алијансата исто 12. во јули во Брисел. Денеска сме понеделник, јас се обидов да проектирам некои забелешки кои што веројатно ќе бидат испратени и укажани веќе утре, без оглед дали ќе биде во 11, во 2 или во 3 закажана седницата, а мора да биде со оглед на роковите, кои што ќе бидат испратени од представниците на вечерва правното столче. Меѓутоа, еве да го оставиме тоа за потоа. Денеска е понеделник, се мора да биде готово до следниот понеделник, најдоцна дури порано. Вторник. Тоа е веќе и последен воз. Да. Како ќе се движи? Роковите, сега претпоставуваме дека утре ќе биде закажана пленарната седница, каде што ако законот е предложен со скратена постапка, ќе треба да се образложи скратената постапка на пленарна седница и да се усвои, каде што имаме мнозинство и ќе се усвои, и потоа следува дебата на комисија, која што ќе трае 2 дена. Тоа значи среда на полноќ завршува рокот за дебата. Отпосле се враќа на пленарна седница, па на пленарна седница претпоставувам дека ќе има голем интерес за говорење, но и тоа може да трае ден-два. И ако се оди во ред со не големи обструкции од страна на опозицијата, тогаш би требало да заврши во петок најкасно целава дебата за усвојување на законот за ратификација, при што следува после другиот предизвик со господинот Иванов, но во меѓувреме другиот партнер во оваа спогодба ќе треба да ги извести партнерите во Обединети нации, во Европска Унија и во НАТО. Да бидеме прецизни, во оваа фаза тој предизвик со председателот Иванов стои и предвидено и во договорот пишува дека ќе треба да има и второ гласање и така натаму и сетото. Меѓутоа, за следниот чекор што го има така Грција, односно како што стои во првата страна, според договорот се вели дека по добивање на известување дека собранието на втората страна ја ратификувало оваа спогодба, првата страна веднаш ги известува Советот и тој ова. Дали ова предпоставува дека без подпис на Иванов, без подпис на Иванов, односно за валидно ќе се смета известување од господинот Талат Џафери дека собранието на Република Македонија ја ратификуваше спогодбата. Точно така, и затоа ја повикувам опозицијата да го чита многу внимателно овој момент и да дозволи Македонија и граѓаните да добијат
евроатлантска перспектива. Ве молам наискрено да не се залажува јавноста, затоа што ова е само прв минимален чекор кон добивање на таа евроатлантска перспектива, датум за преговори и покана за членство во НАТО. Само што ќе го усвоиме ние во првото усвојување, не во второто, во случај ако господинот Иванов реши да го врати. Не, очигледно е дека тука веќе нема ни да го чекате, бидејќи и за првото подпишување тој има рок од 7 дена, а ова писмо известување треба да стигне до Грција, па од Грција до Брисел, а тоа може да биде понеделник. Денеска читав дека со 31 глас поминува, значи не може да помине со 31 глас, минимумот за било кој закон е 41. Да, од 61 присутни на пленарната седница. Што значи роковите на колегите кои што не го следат собранието. Роковите ќе треба да почнат најверојатно петок или сабота. Се надевам дека секој оди во ред, ако оди според тоа како е зацртано и ако нема преголеми обструкции од страна на опозицијата. Господин Луковенец, со многу амбиции се влезе во сето ова. Реакции има многу во јавноста, меѓутоа, вие сте решени да го преземете сиот тој товар, велите на крајот ќе одлучи народот. Како ќе оди сето тоа, ако во меѓувреме, прво како ќе го истуркате ова да се стигне до петок, да се заврши, да има време господин Џафери да ја информира Грција, па Грција да го информира Брисел, а потоа и следните чекори. Употребивте еден поприлепски чурок збор, да се истурка. Нема да го истуркаме. Нештото ќе помини според парламентарните собраниските процедури. Ама чекайте, нема рокови за пленарната. Вие може да имате дебати до бесконечно. Сега не успеав да направам пресметка, за жал колку би можеле да траат. Би сакал да зборувам за епилогот. Позитивниот епилог зад кој застануваме сите ние, кои го предлагаме и кои ќе го гласаме ова законско ратифицирање на ова законско решение, зашто сепак е во форма на закон. И едноставно сакам да ви пренесам дека епилогот всушност подразбира дека вечерва или таа вечер, после финалната одлука, после ратификацијата, после референдумот, после сите обврски кои ги има и македонската и грчката страна, пред вас овде ќе седи македонецот Хари Локвенец, кој зборува македонски јазик и не само кај во своја емисија, секаде во светот и буквално на секоја говорница и во секоја на секој настан. Дали ни е тоа целта и дали некој можеби се плаши од таа цел? Добро, отварате многу дилеми околу законот. Очигледно се потребни поголеми дебати за најавноста да се објаснат многу контрадикторности. За сите детали стоиме на располагање. Сите детали се пишувани со добра воља, со позитивна мисла и сите детали се резултат на компромис. Да не го заборавиме тој дел. Да не заборавиме дека една од дефинициите за компромис е всушност уметноста на делење на тортата на идеално еднакви парчина, во која што секој ќе го добие своето најголемо парче. Прашањето е дали ние го добивме најголемото парче. Тука има оценки кој го добил поголемото парче, кој ја земал црешата, на кој му останал пелинот и оној локумот за декорација кој што во суштина не се јаде. Ако зборуваме за целосно зацврстување на идентитетските прашања, кои не се проблематични само со Грција, проблематични се во односите со сите наши соседни држави. Ако нив сме ги зацврстиле во целост за секогаш, тогаш каде е проблемот и во исто време сме ја проектирале позитивната иднина за нашите луѓе. Ние во исто време ја даваме и шансата, даваме можност за сите граѓани овде да можат да се покажат со своите квалитети. 28 години, господине Христов, сме зачаурени внатре во Република Македонија, во тој кожурец, во кој се обидуваме да се надпреваруваме самите со себе си, а го имаме и квалитетот и капацитетот да се надпреваруваме со цел свет. Тоа е предизвикот за една горда нација, за едни горди, способни, мојкни граѓани, за кои убеден сум дека се граѓаните на Република Македонија. Нобеловата награда не е и мислена именка за нас. Зошто граѓанин на Република Македонија да не биде Нобеловец? И јас сум убеден дека за скоро време ќе биде. И мајка Тереза и Ферид Мурат. Да, благодарам за корекцијата, меѓутоа зборувам за новото време. Зошто не зборуваме за
олимписки игри и за светски првенства? Зошто да не зборуваме за врвни достигнувања во сите области? Се уште имате луѓе кои што ова го сметаат за предавство, а со кои некако не се соочуваат аргументите за и против. Одиме на реклами, па се враќаме во завршницата на емисијата. Добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна. Хари Локвенец и Артем Груби се мои вечерашни гости. Представник на ВМРО ДПМН немаме. Последна вест од собранието, повторно има собирање на граѓани кои што протестираат против договорот за решение на проблемот со името со Грција, кој што утре влегува во собранинска процедура. И бидејќи господинот Груби треба да го ослободиме за гостување во друга емисија, да не бидам злобен и малициозен, но изгледа веројатно дефицитарен кадар во ДУИ за специфични толкувања, нема да употребам друг израз, на деловникот и на членовите на законот. Господине Груби, бидејќи, ја презедовте за креативно толкување. Ајде така, нека биде, бидејќи... Па јас не би се согласил, но тоа ќе ни треба уште една дебата да расчистиме и да ги одбереме соодветните формулации. Но бидејќи ја презедовте таа улога, еве сега, во отсуство на вистинска дебата, на толкување на законите, една друга работа што беше воочлива уште во првото читање, а тоа се обврските што треба да ги заврши Македонија со хипотетички најоптимистичка варијанта. И да се ратификува, и Иванов да потпише, и референдумот да биде успешен. Со уставните измени Македонија треба да заврши декември годинава. Тоа е невозможно, бидејќи ако нешто не можете креативно да толкувате, тоа се роковите за измена на Уставот. Денеска слушнавме... Во право сте? Значи, тука не може. 5 до 6 месеци... Не значи дека не може, него во право сте, но тоа не значи дека не може. Значи да не се сомневаме во вашата креативност и креативноста на Талак. Мислам дека веќе докажана. До сега креативноста пресериозно е прашањето за вакви забелешки, но во ред вас си одговорот. Значи, но поентата во ова, ја знам дека и вас ви интересира и јавноста ја интересира, но има и некои недоречености кои што ќе ги оставите на тие што одлучуваат да не ги кажат во дадениот момент како што е тој денес, нели, и врз основа на овие рокови на кои што ги спомнувате. Јас сепак ќе бидам прецизен, бидејќи роковите се тие. Точно е за уставните измени, за измени се тие, најкратките се 6 месеци и од она што денеска го слушнав како изјава на шефот на македонската дипломатија која што дојде од Софија, дека евентуалниот референдум би бил во почетокот на септември, за да не се влезе доцна во февруари во изборната година на Грција, туку почетокот на 2019-та, сепак се чини дека авторите на законов се сетија на тој пропуст. Тоа се знаеше од секогаш, дека 6 месеци е најрано можно да се започне со уставни... Требало да знаат и тие што го пишувале закон. Мислите спогодбата? Спогодбата. Го знаја тоа, претпоставувам и дека го знаеле, затоа што сме го разговарале долго време, но јас сум убеден дека ќе стигнеме на време заедно со нашите соседи во Грција и они да го ратификуваат договорот и да го ратификуваат протоколот за членство во НАТО на време пред нивните избори до година. Господин Груби, вам ви благодарам. Ќе ве ослободам за гостување на следна емисија со господинот Локвенец. При крајот ќе ги прокоментираме и навистина различните ставови кои што ги добивме преку нашиот вообичаен видеоблог од социјалните мрежи. Граѓаните на почетокот на септември или крајот на октомври ќе може на референдум да се изјаснат дали го прифаќаат договорот од Преспа со кој се става крај на спорот за името со предлогот Република Северна Македонија за севкупна употреба. Уште сега постојат дилеми дали референдумот треба воопшто да се одржи, како истиот да се формулира или пак да се бойкотира за да не успеа. Тони Милошевски на Фејсбук смета дека договорот не е најдобар, но е најдобар што може да биде. Референдум задолжително. Сепак тоа го ветија сите политички партии, а и да не ветиле за вакво нешто, мора да се прашаат и граѓаните. И истиот да биде обврзувачки, но без цензус, за да се избегнат секакви бойкоти. Александра Кардула има став. Референдумот е демократски институт и за што и да е, секогаш сум за референдум.
Александар Ристевски со спротивно мислење образложува: да, очекувам референдум кој не би бил консултативен, туку обрзувачки, и истиот сметам дека треба да се бойкотира. Исто како што некој го бойкотираше референдумот против територијалната поделба во 2004 година. Како беше мантрата: некои прашања не заслужуваат одговор. Виолета Праматарова Христова дава поддршка за предлог договорот и без референдум. Редно беше да се реши овој проблем кој земјата ја уназади со години. Народот го подели, а криминалот, корупцијата и партиската припадност и неказнивоста се третираа како позитивни вредности. Дајте да заличиме на модерна и демократска држава. Доста беа политики и делби. Горан Андонов пак е незадоволен од договорот за кој ова е двојна победа за Грција, која нема големи обврски, а целиот товар е на македонска страна. Севкупно гледано, Македонија ќе излезе како губитник, бидејќи досега Грција не ги почитувала договорите, па не ми се верува дека ќе го почитува и овој. На Твитер, како и вообичаено, има многу иронични забелешки, дискусии, па така и мислењата се поделени. Некои се заложуваат референдумот да се одржи, додека пак други се сомневаат во легитимноста на неговото организирање. Бојан на Твитер пишува: кој може да е против референдум? Мнозинството на граѓани ќе си ја донесат одлуката за одење напред или назад и ќе си ја одреда судбината. Хошимин пак пишува: не прифаќам ништо освен уставното име Република Македонија. Ристо разбира со свој став. Референдум е инструмент со кој големите партии ќе ги натераат луѓето да гласаат по наредба, за да ги измијат рацете од одговорност и да ја префрлат врз народот. Чекам да ме прекрстат пак, пишува: според мене, за промена на името не сме да се распише референдум од причина што може да се изманипулира. Ова не е пазар, вели тој. Џорџ вели: немаме став, ќе се седиме дома. Дома никој нема да ми каже како се викам, а најмалку Зоран Заев. Ќе се седиме дома или во кафанче за референдумот. Ова беа главните поинти на гледачите кои ги повикавме да коментираат на страниците на социјалните мрежи на топ тема на ваша страна. Господине Локвенец, ова не е некоја репрезентативна анкета, меѓутоа еве да имавме ние таква анкета, податоците и таму се негативни, расположението во кај поголем дел од граѓаните за промена на уставното име. Ги слушнавте и дилемите тука, крајно спротиставени ставови. Како мислите сето тоа да го менаџирате во следниот период? Не ја разгледуваме релевантноста на анкетата или на примерокот. Репрезентативноста на примерокот кој е опфатен. Важно ни е секое мислење. И секое мислење апсолутно е релевантно. Има своја тежина и е за почит и респект. Убеден сум дека граѓаните ќе ја сватат дилемата во овој момент. Дали зборуваме за минатото или сакаме да ја градиме иднината. Една стара мудрост вели дека враќањето во минатото никому не донесла среќна иднина. Меѓутоа, буквално сечие мислење е и важно и мора да се земи во предвид. Во анкетата да бидам поконкретен. Еве, ќе одиме конкретно и од она што беше наши став. Веројатно би било многу полесно во Прилеп, а може би и не на трибина меѓу сопартијците, меѓутоа во еден поширок состав на граѓани, веројатно би ве прашале: а што добиваме со тоа кога Ману повеќе нема да се вика Ману, кога губиме некои многу други права во однос на користењето на придавката македонски во државните институции, кога според некои толкувања тоа се сведува само на сферата на приватното, ниту една државна институција, само културно-уметнички друштва. Па еве, дури има и една дилема при читањето на законот дека вие како Социјалдемократски сојуз на Македонија може би нема да мора да го смените името, меѓутоа бидејќи користите државни пари, нема да смеете како СДСМ да ги финансирате своите задгранични комитети, односно организации, ако ги имате или истото и СВМ. Че има многу контроверзи кои што граѓаните бараат одговори. Дилема, водејќи сметка дека немаме доволно време до крај. Не е точно последното, зошто нема да може да се финансираат само проекти кои се директно поврзани со нивна имплементација и реализација во странство. Што значи дека финансирањето на нашите представништва во странство, организациите кои ги имаме надвор од Република Македонија, апсолутно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе може да ги финансира со своето оригинално име. Од друга страна, граѓаните спомнаа во своите коментари неконсултативен обврзувачки. Обврзувачки ќе биде референдумот. Добро. Покрај тоа,
двојна победа за Грција. Ве молам, со кој здрав разум некој може да зборува за двојна победа за Грција, кога ние ги остваруваме буквално сите наши вековни стремежи. Првиот одговор им дадовме ерга омнес. Мојот вековен стремеж. Го менуваме уставот, им дадовме ерга омнес, ја менуваме преамбулата. Мојот вековен стремеж е секаде, на секое место, во секоја прилика и околности, да можам да бидам македонец со големо ма и да зборувам македонски јазик. Ако ми е тоа приоритетот, зборувавме дека станува збор за компромис. Ајде да зборуваме за компромисот. Имаме Северна Република Северна Македонија. Постои ли на земјинава топка уште една Македонија? Познавате негде? Држава Македонија. Добро, имаме чувствителност за менување на уставот, имаме чувствителност за многу други детали кои што се внатре. Ако зборуваме за чувства во еден ваков момент, исклучително се важни. Меѓутоа, не се прагматични. Ние зборуваме за иднината на нашите деца. И водете сметка, уште еднаш сакам да се вратам за да му дообјаснам на граѓаните, гледачите кои гледаат во моментот. Многу е важно одлуката која ја носиме сега со ратификацијата е само можност граѓаните на Република Македонија да го кажат своето мислење. И бојкотот е мислење. И мислење за почит. И тука немам дилема. Меѓутоа, резултатот мора да биде еднозначен. Сите да бидеме сигурни и убедени во веродостојноста на резултатот, за да ги немаме проблемите во иднината. Бојкотот не одговара. Ако има бојкот, многу тешко ќе се стигне до цензусот, а цензусот не. И сега тука ви го враќаат она ваша стратегија за време на територијалната поделба. Некои прашања не заслужуваат. Тоа беше наш став. Наш став кој отворено го кажавме, не беше скриен ставот. Големината на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е тоа што секогаш отворено, со своји аргументи, независно дали некому одговарале или не, со својата визија за иднината на државата, ако сакате со вистински збор, со својата државотворност, сме покажале дека имаме капацитет и сме ги спровеле најболните, најтешките чекори, кои очигледно еве ги повеќе од 10 години се поминати после тој референдум. Не сакате многу процедури и дилеми, меѓутоа прашање, дали доколку председателот Иванов повторно го искористи џебното вето, договорот како договор во целина ќе отиде на референдум, бидејќи информациите се дека нема да се екстракира прашањето, туку спогодбата ќе се гласа на референдум. Во тој дел не можам да зборувам, да ви дам директен, експлицитен одговор, меѓутоа, ако председателот Иванов не го потпиши, постои второ гласање. Ако сега на првово гласање 41 глас се доволни... Зборуваме за џебно вето како со закон за јазици, бидејќи немаме многу вето. Што во таа ситуација? Јас сум, господине Христов, јас сум силно убеден дека во оваа држава сите ќе се вразумат и дека ќе ги тргниме настрана и личните суети, и личните... Ама имате изјава рече нема сила која што може да ме натера јас ова национално предавство да го потпишам. Па јас не мислам дека со сила нештото треба да биде натерано. Јас зборувам со самосвесност. Јас зборувам со давање на можност на граѓаните. Ние во моментов зборуваме за таа форма. Јас јавно го кажувам мојот став. И јас ги кажувам аргументите зошто сум за оваа ратификација и за овој договор. Убеден сум. Господине Христов, јас сум и фамилиарно поврзан со овој договор. Ќе ме прашате како, зошто и како... Морам да ве прашам бидејќи овој договор е обзнанет. Овој договор е обзнанет пред јавноста од двајцата премиери на 12 јуни. И на 12 јуни на многу луѓе, на многу граѓани во Република Македонија му беше роден ден. А вие го чувствувате како подарок? Ама во моето семејство 18-ти роден ден му беше на мојот среден син Илија. 18-ти роден ден со полнолетство и го гледам како можност. После 18 години со полнолетство, мојот син, ама и сите останати деца во Република Македонија, да ја добијат шансата и да се надпреваруваат со себе рамните, ама и да ја покажат својата супериорност. Ние сме супериорна нација која нештото треба да го покажи. Ние сме граѓани на Република Македонија која го има квалитетот, ама ни треба терен на кој можеме да го покажеме нешто. Немаме време за многу одредби, уште околу последното. Впечатливо беше господинот Групи кој замина потврди рокот
крајна годинава нема да се, јасно е дека не може да се стигне, бидејќи тука не помага креативност околу уставните измени, колку и да се креативни дел од раководните структури во собранието. Дали тоа значи референдум порано? Тоа значи желба за заеднички договор со опозицијата и со сите релевантни структури во државата. Јас сакам да ве потсетам само на еден детал кој можеби во јавноста помина онака едноставно. Дали македонската јавност е свесна дека селото во кое беше вчера потпишан договорот е чисто етничко македонско село во Република Грција? Ако сакате и малку понатаму, денес предходниот претседател на Македонската академија за наука и уметност, господинот Камбовски, спомна дека мајка му е родена таму. И пазете ја символиката. Договорот за взаемна соработка, за меѓусебна почит, за иднина меѓу двете држави е потпишан во чисто етничко македонско село. Да, ма со овој договор ние се откажуваме од грижата за тие луѓе. Не е точно дека се откажуваме. Туку? Ние членот 49 во Уставот ќе го прилагодиме на европските теркови и нормативи. Цела Европа функционира на истиот начин со малцинствата или со своите представници во другите држави. Па ние се бориме за членство во Европската Унија. И она кој ќе го постигнеме ќе биде тоа членство, во кое ќе бидеме рамноправни и, ако сакате, грижата за македонците буквално сегде во Европската Унија зборувам. Меѓутоа и надвор ќе можеме на дело да ја покажеме. Ние досега многу тешко, многу се зборува за македонците од Егејска Македонија. Има многу дилеми кои што навистина треба да се дебатираат. Морам да го затворам. Само сосема кратко, бидејќи имам завршно прашање, да видиме што се случува и пред собор. Нема да има повеќе делби, нема да има егејци. Сите ќе бидеме македонци. Не постои македонски јазик во Грција со некакво елинско потекло. Не постои македонски народ во Грција со некакво елинско потекло. Граѓаните во Република Грција кои го имаат чувството на македонци ќе бидат македонци порано или подоцна. Јазикот кој го зборуваат нашите луѓе. Па вчера на Дојче Веле, не знам дали забележавте, го имавте обраќањето на парламентарецот, на пратеникот од Леринско, кој зборува и кажува дека зборува на македонски јазик. Имаше малку бугарски примеси, да не навлегуваме во тие детали. Друг е пратеникот со бугарски примеси, кој е грк и кој студирал во Софија. Овде станува збор за етнички македонец кој зборува македонски јазик и кој после овој договор ни се срами, ни се плаши да кажи дека зборува македонски. Оваа дебата никогаш нема да заврши, бидејќи го имаме и господинот Ципрас кој во интервју со сиот ентузијазам рече па нас никој нема да не спречи и натаму да се ги викаме славо македонци, меѓутоа тоа да го оставиме за друга дебата. Ги имате аргументите ваши, дел од нив презентиравте, ги знаете аргументите и на противниците. Во една реченица, кога некој биве сретнал, а јас ќе се обидам да ги сублимирам сите забелешки и критики во само едно прашање, и кога некој биве сретнал од вашата изборна единица или било кој граѓани и биве прашал: господин Алквенец, зошто ја предадовте Македонија со овој договор, што би му одговориле? На вакво претенциозно и тенденциозно прашање, не од мене. Не, од било кој. Вие само го интерпретирате. Тоа се прашање што може граѓанин да ви ги одговори. Очекувате дека заслужува одговор. Одговор заслужува секое прашање во кое можеме двајцата да ги соочиме своите аргументи. Меѓутоа, одговорот... Но ваш избирач може да ве праша: господине Локвенец, јас мислам дека вие ја предадовте Македонија. Одговорот е мојот личен, нашиот македонски идентитет, за кој сум убеден дека генерации во иднина ќе бидат благодарни за она што сме го направиле. Не како политичари. Ние како политичари само им ја даваме шанса на граѓаните, на македонците да одлучат за него. И од друга страна, мислам дека исклучително е важно гледачите да знаат дека ако референдумот не помини, ако било која од договорните фази кои треба да се случат не помини, се претходно што се случило не важи. Така да и ратификацијата, и било каква измена, било што и да се случи,
Меѓутоа, тука спаѓа и поканата за влез во НАТО и за почеток на преговорите. Сето тоа паѓа во вода. Значи, сепак имате аргументи, нема да му кажете не одговарам на претенциозни прашања или ова не, прашање не само да го објаснам прашањето. Одговор. Јас ви благодарам многу. За крај само одиме повторно пред собранието. Јас ви се заблагодарувам вам и исклучително ми е драго што во овие моменти со отворање на важни, сензитивни, тешки теми бев гостин во вашето студио и можев да придонесам, верувам, во разјаснување на дилемите на граѓаните и на вашите гледачи. Мене ми е жал што составот не беше комплетен. Ги немаше представниците на ВМРО ДПМН. Кратко вклучување кај колегата Миомир Серафиновиќ пред собранието. Миомир, немаме многу време, детален извештај во вестите, само краток брифинг што се случува во овој момент. Протест има повтор. Да, протест има повтор околу 20 часот. Луѓето што протестираат се собра овде на улицата, од тогаш е блокирана улицата пред собранието. Главно се пеат песни, се извикува Македонија. Тоа што се случува нема никакви инциденти, се одвива во најдобар ред. Не знам друго што би кажал, освен тоа дека дел од протестантите, од демонстрантите со кои контактиравме, со кои разговаравме, кои вчера биле тука, се жалеа на употребата на солзавец од полицијата и за која сметат дека не била потребна. Значи мирно е почнаа протестите, веќе повеќе од половина час, тука пред собранието собранието е блокиран. Боби? Благодарам. Имаме детален извештај во вестите. Бидете безбедни со колегата снимател и секако да се надеваме дека нема да има потреба да ги примените мерките за заштита во случај на употреба на солзавец или други присилни средства од страна на полицијата. Уште еднаш благодарност до господинот Хари Локвенец, благодарност и за господинот Артан Груби кој што предвремене напушти. Жалам што немавме представник од ВМРО ДПМН. Се надевам дека во следните емисии на кои што повторно ќе се навраќаме на оваа тема ќе имаме и директно соочување. Задоволството беше. Довидување.